Večno che ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Taor gradиште. Градиште од ранноантичкото римско и доцно античкото време. На локалитетот има остатоци од мермерни архитектонски елементи, камени столбови, делови од римски надгробни стели, остатоци од водоводна инсталација, ѕидан базен, керамички, тубулуси, тегули од корински тип, парчиња згура, монети од Константин I, Теодоси I и Јустинијан II. Најдоценнаот е една лачна фибула од византиско-словенски тип. Наодите се чуваат во Музеот на Македонија во Скопје. Тауресиум. Древен, антички и средновековен град, чиишто остатоци и рушевини од зидините се наоѓаат на локалитетот Градиште, на целото Таур пред влезот во Таурската клисура, а на 20 километри оддалечено с југоисточно од градот Скопје, општина Зелениково. Овој древен град е предпоставеното родно место на познатиот византиски цар Јустинијан I. На овој локалитет се регистрирани слоеви на 3 населби од различни историски периоди. Е неолит, доцно антички и средновековен период. Испитувањата на населбата кај Таур за првпат се започнати уште пред 100 години од англискиот истражувач, археолог и патеписец Артур Еванс. Во таа прилика покрај Скопје го посетил и градиште кај селото Таур. Музеј на град Скопје во 2000 година ги изведе првите сондирања на населбата. Како што забележал Прокопиус, 6 километри источно од Таур лежи крајпатен кастриум крај селото Бадер со остатоци од 4 до 6 век. Може би вистинското име му било Бадеријана, која Прокопиус ја посочил како најблизок патоказ. Првите истражувања на теренот евидентираа артефакти од раното бронзено време. Подоцна ќе биде откриен дел од бедемот кој ја обиколувал населбата. Вниманието досега го привлекуваат делови на две јавни градби, од кои поинтересна е втората, за која истражувачите сметаат дека представува атриум. Атриумот наведува на помислата дека тука треба да се очекува постоење на поголем објект од јавен карактер. Ова зборува дека во периодот на доцна антика од 4 до 6 век, но и подоцна, населението на овие простори имало активен живот. Затоа сведочат големиот број на монети, накит, керамички садови, предмети од стакло за секојдневна употреба, остатоци од панцир, орудија, оружја и други артефакти. Во 1883-та, англискиот истражувач Артур Еванс престојувал во Скопје и го регистрирал овој локалитет. Мамо е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја